Наместо промотори, владата ќе вработува економски аташеа во амбасадите. Новиот модел за привлекување на странски инвестиции ќе биде објавен кон крајот на септември, кога ќе биде распишан и конкурс за вработување. Сега во амбасадите нема лица што работат на позицијата економско аташе, а според Агенцијата за странски инвестиции, во моментов Македонија нема ниту еден активен економски промотор. Конкурсот за нови економски промотори што беше објавен минатата година беше поништен и не беа избрани нови. Претходната влада на активните економски промотори со патен налог од МНР им го продолжи мандатот кој што траеше се до 30 јуни 2017 година. Сега се работи на ремоделирање на досегашниот концепт на економски промотори. Улогата на економските промотори ќе ја преземат економски аташеа кои ќе бидат под контрола на економските ресори во владата. Првичната проценка покажува потреба од околу 18 економски аташеа во земјите со кои што Македонија има најголем потенцијал за економска соработка. Од владата велат дека вкупниот број на лица кои ќе се ангажираат за оваа потреба, како и начинот на нивно ангажирање, ќе биде дефиниран со новиот модел за привлекување на инвестиции. Економските аташеа нема да ја промовираат Македонија само како добра дестинација за отпочнување на бизнис. Освен што ќе контактираат со компании во земјата во која работат, тие ќе прават промоција и на македонски производи со цел зголемување на извозот, а ќе бидат и линк за олеснување на соработката помеѓу домашните компании и фирмите во земјата во која работат. Јавноста досега беше поделена дали економските промотори беа добар концепт за привлекување на инвестиции или само можност за вработување на партиски послушници. Минатата година Македонија имаше 32 промотори, а за нивни плати беа потрошени над 1.000.000 евра.